ако Виктор Орбан е толков пријател на Македонија, зошто Виктор Орбан не стави вето на членството на Албанија во Европската унија? Ако поради, како што вели Мицкоски, поради билатерални прашања блокирате Македонија, ако толку не сака нас и ако толку сака да ја помогне на оваа држава, нека направи проблем за Европската унија. Ова е проблем за нас затоа што ако Албанија влезе во Европската унија пред нас, веројатно и Албанија ќе има билатерални прашања и барања до нашата држава кои што ќе треба да ги исполниме дополнително покрај копенхашките критериуми за да влеземе во Европската унија. Ако Орбан е толков пријател и Унгарија е толков пријател на Македонија, нека не пие кафе на 15 октомври, него нека стави вето. Ке не поддржи нас, ке ни даде толку пари и демек не се кирете, Орбан е тука да не штити и да не брани. Ете тоа ќе биде. И утре ќе биде тема на разговор Орбан, а ова со декаплингот или со тоа што не одвоја на патот кон Европска унија, значи ни го застана патот, тоест Мицко го застана патот кон Европска унија, тоа да утре не биде веќе тема. Ете тоа е зашто доаѓа Орбан. Ништо повеќе од тоа. И нормално некој бизнис ќе се договори сега, тоест ќе се договори 4iG да влезе како најголем телекомуникацијски оператор. Нешто ки. Да, имајте во предвид дека и Македонски Телеком, T-Mobile, Маđар Телеком ќе влезе и 4iG и така ќе се доминира со тој пазар кај нас. И тоа е тоа. После 4iG ќе биде главен финансиер на медиумските операции на ВСМР и од прилика тоа ќе биде тоа. Види, мене едно нешто не ми е јасно. Ако Виктор Орбан е толков пријател на Македонија, зошто Виктор Орбан не стави вето на членството на Албанија во Европската унија? Ако поради, како што вели Мицкоски, поради билатерални прашања блокирате Македонија, ако толку не сака нас и ако толку сака да ја помогне на оваа држава, нека направи проблем за Европската унија. Ние уште пред 2 месеци рековме дека началникот на Химара е пуштен од притвор. Албанија многу веројатно дека ќе ги продолжи преговорите со Европската унија. Ова е проблем за нас затоа што ако Албанија влезе во Европската унија пред нас, веројатно и Албанија ќе има билатерални прашања и барања до нашата држава кои што ќе треба да ги исполниме дополнително покрај копенхашките критериуми за да влеземе во Европската унија. Ако Орбан е толков пријател и Унгарија е толков пријател на Македонија, нека не пие кафе на 15 октомври, него нека стави вето. Друго, што и да даде, не може да ни помогне. Седи ми. Па сега пријателството се покажува со дела. Ама види. Пријателството е секогаш второстепено кога станува збор за националните интереси. На Орбан национален интерес му е да има уште една држава, уште еден пријателски глас во Европската унија. Во Советот на Европа, значи на него му треба Албанија да влезе во Европска унија затоа што ќе има Албанија како уште еден глас да гласа во корист на да гласа во корист на Унгарија или да стави вето во корист на Унгарија. Идејата дека државите од Источна Европа и Југоисточна Европа речиси исто гласаат, имаат исти проблеми, заради Вишеградската група. Но само ти кажам, значи него на Орбан, значи пријателството му е второстепено, првостепено му е националниот интерес. Тоа е тоа. И сега имаме ние коментари од типот: па добро, браво, супер што не одвоили од Албанија, супер, нема проблем. Нема проблем. Прекрасно. Ацо Николовски пред 2 недели кажа дека никош нема влезе Албанија никош нема влезе во Европска унија. Еве сега ги продолжува преговорите. Тоа сакав јас да ти кажам. Колку добро они се разбираат од меѓународна политика, колку добро ја тера државата се гледа. Види, значи што беше најавено? Не, пази, немаме уште 100 дена. Кога беа 100 дена? Во понеделник. Што е битно? Во првите 100 дена се што не требаше све се случи. Јас предлагам оваа емисија едно 10 пати да го пуштиме Чичко Обрајан, кој што изречно ни кажа дека ние си играме со својата иднина, со иднината на државата, гласајки за човек кој што не кажува како ќе реши проблем, а ветува дека ќе го реши. Што беше ветено од ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски пред изборите? Беше ветено дека ќе се репреговара преговарачката рамка. Беше ветено дека ќе се репреговара договорот со Бугарија. Беше ветено дека со Бојко Борисов како сестрински партии имаат подобри односи и ќе се договорат за бугарите да влезат во македонскиот устав со одложено дејство. Сето тоа се покажа како лага. Македонија доби, мислам, за мене ова е нокаут, затоа што сите кои што
паралелно со нас ги почнаа преговорите со Европската унија, веќе ги завршија, веќе се членки, сега еве Албанија, ќе не помине, веројатно во наредните 4 до 5 години ќе стане членка на Европската унија и нас ќе ни се случува истото што ни се случува денес со Бугарија. Вака сега да се разбереме. Види, Ни треба ли ние внатрешни во реформи? блиска иднина нема никогаш да влеземе во Европска унија. Само прашањето е дали Само Мицковски- Ацо Николовски е поголем песимист од тебе. Како? Само Ацо Николовски е поголем песимист Нема од тебе. реалноста е тоа, натака не водат. Ако ние бевме на некој прак сега сме не 10 Македонија- стотикори сме назад. Македонија И го прашањето доби друго ми беше. статусот земја кандидат за членство во Јас зборам 2007 за сега. година заедно со Бугарија и со Романија. Албанија го доби статусот Последно. земја кандидат за членство во Европска унија во 2014 година. Албанија нас не помина, не одмина и отиде кај што не можеме више да ја Затоа видиме. реков, ние сме и тргна нека стотчекори ЕУ. наназад. Ние ќе бидеме евентуално во некој пакет во иднина со Косово, ама таа иднина со некој пакет со Косово ќе биде на 30 години од денес. И сега имаме коментари од типот да, ама ние ова окей, сме се одвоиле, супер, yes, не одвои од Албанија. Тоа го кажуваат плитки умови во суштина. Дали сме одвоени од Албанија? Не одвоја од Албанија, што мечка, ајде, продолжи. Не, сакам да ја докажам тезата, ама ајде. Ајде, добро. Не може сега, не ми прекина тезата. Види, проблемот е што ние не знаеме кај одиме. Еви, зборам за новата влада. Не зборам претходно. Ако Мицковски смета дека ние не сме за во Европска унија, нека каже одиме кон БРИКС, одиме кон Исток, кон Апсолутно не се знам согласувам, каде. да. Ние проблемот е што не знаеме каде одиме. Еве во ред, не оценува Европска унија, ако го решиме еден проблем, дали тоа било Грција, па сега Бугарија, па не знам кој, ни се појавува друг проблем, па секогаш имаме, еве да му ги потврдиме тезите. Знаеме ли каде одиме, пошто ако немаме тој пат, или ние нема да дозволиме да бидеме оценети, во периодот доека нема да дозволиме да бидеме оценети, треба да знаеме што правиме. Внатрешно, надворешно, со кој ќе соработуваме, кон кој пат ќе тераме, Јас знам- кои ќе бидат јас знам нашите што надворешни пријатели. Знам што правиме. Ние го одржуваме статус квото во оваа држава, а статус квото им Ама одговара тоа на оние кои што добро живеат и со моменталните услови во државата. Милош- Статус квото им одговара на олигарсите во оваа држава, статус квото им одговара на актуелните политички елити кои што го грабаат овој народ 33 години. Ова статус кво им одговара на сите оние елементи на длабоката држава у Македонија кои што профитираат и просперираат од бедот и јадот на беззаконие, македонскиот народ. Значи ова што се случува денеска кај нас им одговара само на тие. Значи они Не. тргуваат со човечка беда и просперираат од таа човечка беда. Ова им одговара и на тие што носат вакви наочари и капчиња такви и они зборат дека убаво им кажа Мицко, браво, свака час што им кажа на Брисел и на Европска унија, бравос, ова ама им го лепна, супер. Сега да ви кажам што значи тоа супер. Внатрешни реформи треба. Внатрешните реформи во Македонија се базираат на усогласувањето на македонското законодавство со европските закони и директиви. Нема реформи кои што ги донела македонската држава, а не били усогласени со Европска унија. Да. Значи, сите закони во Македонија се донесени на база на европски директиви, на директиви на Европска унија. Сите без исклучок. Проблемот е што и тие и кога се носат, никој не ги става во сила, не ги користи, не се почитуваат тие закони. Реформата е во менувањето на менталниот склоп на политиката и на општеството. Тоа е реформата, да почне да се почитува законот кој што е донесен на база на европски директиви. Додека ние немаме контролен механизам, додека оваа влада или било која влада нема контролен механизам, како се спроведуваат тие реформи, дали вистина се спроведува, дали некој ги злоупотребува, европски пари, европски фондови, буџетот тогаш ќе биде дел од европскиот буџет, дали буџетот се краде, како се краде, кој го краде, ние не можеме да имаме реформи. Ние можеме да имаме магариња кои што се тренираат на оваа држава да бидат политичари. Тоа ќе имаме. А додека они се тренираат како да бидат политичари и државници, нас 60-70% од младината ни отиде. Зашто? Затоа што оди во Европа за да зима европски пасоши, за да живее европски.
И сега тука некој кој што го проживеал својот живот, одлично, супер во СФРЈ, во 90-тите и така натаму си го проживеал својот живот, на нас и на новите генерации ни кажува добро е, не треба да се иде у Европска унија. Види, тоа е тезата на Мицкоски. Неговата генерација не била разочарана. Абе, за твојата генерација, Мицко, знаеш како да ти кажам? Абе, иш такво не ми е. И ти и твојата генерација ја ебавте оваа држава. Значи, ебавте мајката на држава. И ти и твојата генерација. Твојата генерација. Пошто сте лопови, фрустрирани и неизживеани. И ти сега, твојата генерација, бидејќи ова не било ЕУ од твојата генерација, ти заради тоа не сакаш да иде следната генерација да не иде у ЕУ. Затоа што ти си фрустриран од ова, твојата генерација била фрустрирана. Мрш и ти и твојата генерација. Значи ја упропастивте цела држава. Вашата генерација ја упропасти цела држава. Јас им кажав не благодарам. А кој си ти да им кажеш не благодарам? Еве ја мислам дека не треба да се каже не благодарам. Ако си, нели, еврејско потекло, чисто да ти кажам, еврејската знаеш како гласи? Никад не се напуштаат преговори. Никогаш не се станува од маса. Ти само што стави блокада и ја предодреди иднината на новите генерации, на следните генерации да заминат од држава и да бараат европско државјанство. Ти сега предодреди нови 300.000 млади да се заменат од држава. Ете тоа го направи ти. Ама многу јако си им кажал у Брисел. Браво, терај. Терај и терајте си. Сега ќе ви пуштам едно друго видео да видите тие што го гласале Мицкоски и кои што викале браво што убаво збори по митинзи, браво што убаво збори, како денес размислуваат. Една забелешка само, он не е станат од масата. Он е избркан од масата. Затоа што никој во Европската унија нема разбирање за таа негова понуда која што не стави на масата. Никој нема разбирање за тој му велат немаме што да преговараме ние. Значи твојата држава без разлика која влада била го прифатила пред протоколот и преговарачката рамка каква што е. Значи, ние забораваме цело време дека барањата на Бугарија пред 4-5 години се однесуваа на македонски јазик, идентитет, историја и се останато. Денеска барањата од Европската унија се да ги ставиме бугарите во устав. Пак ќе кажам, јас сум за доколку македонските партии се договорат меѓу себе дека повеќе нема да попуштат ништо пред Бугарија, а не се плашам од бугарските барања. И македонскиот народ не се плаши од бугарските барања, туку се плаши од тоа што македонските политичари се спремни да прифатат за да останат на власт. Што имаме ние барања, сме кажале што имаме барања. Секоја недела се менуваат тие барања. Секој ден се менуваат тие барања. Од друга страна, јас се прашувам и сигурна сум, познавајќи го Мицковски, од се тоа што беше кажано дека он им кажал таму на сите началниците во Европска унија, јас мислам дека он ништо нема кажано. Апсолутно ништо од тоа. Само седел, му кажале, му ја соопштиле веста дека ќе биде одделена Македонија од Албанија, дека ќе се прекинат сега за сега, ќе се замрзне валјда статус кво ќе бидеме. И Мицковски за да се оправда пред снимателите и новинарите што ги носеше, си кажа. Си даде изјава патриотска као наводно. Таму нема кажано ништо. И нема кажано дека сме разделени со Албанија, не кажа. Не. И он знаеше дека ќе биде соопштено ова и ќе биде кажано, и за да истрча он глумеше тука, глуматареше голем патриот дека он им кажа. Таму како прво не ти ни дозволуваат да кажеш, го викнале, му кажале затоа што си веќе оддалечен да се преиспита каде ќе оди Македонија понатаму. Ја одделуваме Албанија и пред да биде соопштено ова, изиграваше голем патриот за штета на македонскиот народ и на Македонија. Джими Бајс вика поздрав до сите во студија, уште мала донација за кафе за да ги срамнам на $110. Само напред, најдобри се фала ти Джими Бајс. Да не се чудите ако некогаш прочитате Димче Бицевски, јас сум истиот Димче Бице, не знам зашто ми пишува, не знам брат, кај нас само Джими изгледа. Да, само на Виктор Попов да му одговорам, века вели среќа што во 1941 вака не сме размислувале. Да, во 1941 оваа македонскиот народ преземал голем ризик
се приклучил на тогаш страната која што немало изглед дека ќе победи и успеале да извојуваат победа. Дали ти мислиш дека во наредните 50-100 години ќе се промени геополитичката слика тука на Балканот? Дали мислиш дека овде, освен Европската унија и НАТО, ќе има некој друг влијание? Еве, да разговараме, затоа што не е поентата што сакаме. Што можеме во моментот? Во наредни 50-100 години, дали Америка, дали Брисел ќе се тргнат од Балканот? Ајде, објасни ми. Ѓорѓи Мешко да вика и уште бугарски пасоши. Нема да има сега само уште бугарски Албански. пасоши. Сега Сега и ќе има албански. нови бугарски држављанства вадење и нови албански држављанства вадење, нови албански пасоши вадење. И после ќе се направи едно резиме и ќе кажат па после колку ќе има биде- албанци во Македонија, колку бугари, колку македонци. Ич. И Ете, после ќе тоа биде види го Мицко што направи, срам да му е ау. И сега тоа браво Мицковски, значи со тој Ама со после ќе биде драматизирањето касно. на патриотизмот, на лажниот патриотизам и за време на кампањата и сега уште продолжува. Не кажува он што ќе правиме сега ние понатаму. Што ќе превземеме. Он во кампања кажа дека ќе Однос. репреговара. Он не успеа во репреговарање. Ништо не успеа. Сега што правиме? Да, и сега Прашањето е сега што правиме. И сега од денес требаше да изјави што треба да правиме понатаму. И кој не е нашиот пат што Мицко ни го трасира. Така е. Ние не одиме нигде. Ние одиме у Ендек. Ништо повеќе. Да знаеме кај одиме и кај тераме, окей, ќе речеме човеков размислува за иднината на Македонија. Вака, ништо не правиме. И го донесе Орбан. И што имаме ние од посетата на Орбан? И за тоа ништо не кажува. Јас дури Дека е пријателска земја, дека го зема кредитот од таму. Ништо не кажа. Јас дури воопшто не би го не знам што промени Па, затоа доаѓањето викам, на Виктор Орбан ништо. тука во Македонија. Освен што ги собрале Што уште чистачкиве да ги собереа од да, влада на влада не пречекот, беа да го на пречекаат пречекот. Орбан. Мислам, Значи, тоа, како ама да тоа дошол е уште еден пример за нашиот поданички Поданички, менталитет сам, ете, како народ. така. Значи, ние го пречекавме Виктор Орбан Како Охрид цар. како Јосип Броз Тито. Значи нас како да цело време ни треба некој што ќе не да води. не куражи, да не води, да демек сега сме со мокнат Унгарија. Унгарија колку жители има? 7 или 10 милиони. Унгарија Има свој интерес тука. Унгарија има собствен интерес овдека. Унгарија и Орбан веројатно нема да биде доживотен премиер, веројатно сега кога ќе има избори ќе му биде малце по непријатна ситуацијата. Нема врска Па и да тоа биде, со што нас не ни менува ништо. Бизниси, човече, тоа е нормално.